Јас ќе започнам од делот на минатата година, од делот на економијата. Би споменал дека 2009 година беше, како што сите знаеме, исклучително тешка економска година. Светот го зафати економска криза, како речиси никогаш дотогаш. Во светот таа беше наречена како најголема економска криза во последните 80 години во светот. Заради кризата во последните 3 месеци од 2008 година завршивме со 5% раст, кој што е втор најдобар резултат во историјата на македонската економија. Значи и покрај тоа што последните 3 месеци повлекоа надоле, сепак тоа беше втор најдобар резултат во историјата на македонската држава. Прв беше, како што кажа, во 2007 година, кога имавме пораст од речиси 6%, како што и претходно бевме планирале во нашата проекција и во нашата програма. Тоа беше година кога истовремено започнавме со нови политики, ќе потсетам, воведовме многу ниски даноци, ги намаливме даноците, започнавме да ги намалуваме придонесите, воведовме најниски даноци во Европа. 10% данок на добивка, 10% персонален данок на доход, ДДВ-то го намаливме во многу сектори, го намаливме во земјоделието, во лековите, во транспортот, компјутерите и во повеќе други гранки, неодамна и во градежништвото, во делот на купување станови. Така што воведовме еден даночен пакет кој што не го нуди ниту една држава во Европа, кој што не беше единствената мерка. Значи, постоја и многу други мерки, како што беше регулаторната гилотина, со која што почнавме да намалуваме редица на други работи, на бирократски процедури. Некои од нив ги укинавме, некои ги намаливме, некои ги поедноставивме, некои ги поевтинивме, некои ги направивме целосно бесплатни. Така што во тој поглед почнаа работите да се менуваат кон подобро и почнавме да преземаме мерки со кои што започнавме да креираме подобра бизнис клима, да им овозможиме на компаниите да имаат подобра бизнис клима. Ние во овој период, откако ВМРО-ДПМН ја презема владата, во неколку наврати ги изголемувавме пензиите и досега во просек во Македонија од септември 2006 до денес пензиите се зголемени во просек за 30%. А оние што се во најниската категорија, нели има 3 категории, на најниски пензии, средни и највисоки, кај нив ги изголемувавме пензиите со поголема динамика и таму имавме 38% зголемување на пензиите. Споредано, значи, септември 2006 и јануари 2010 година. Така што работите тргнаа во една добра насока. Се зголемуваа пензии, се зголемуваа плати, највисок раст на економијата, енормно зголемен извоз, паралелно зголемување на странските директни инвестиции, дојдоа меѓународни признанија, Светската банка, како што знаете, еднаш годишно објавува резултати и кажа за резултати во однос на создавање добра бизнис клима. Македонија во 2007 ја прогласи за 4 најдобар реформатор во светот и на ранг листата почнавме да одиме напред, на ранг листата на сите држави, генералната ранг листа. 4 бевме за таа година, но на генералната листа 2006 бевме на 96-то место. Денеска веќе сме на 32-та позиција на генералната светска ранг листа на држави според создадени добри услови за водење бизнис. Значи, не само што почнаа некои работи да се помрднуваат од мртва точка, туку почнавме да добиваме и меѓународни признанија за тоа. Во меѓувреме ни заврши аранжманот со ММФ, се заблагодаривме. Предвремено се раздолживме кон Меѓународниот монетарен фонд. Цел долг што се трупал со децении наназад, го вративме предвреме. Предвремено се раздолживме кон Парискиот клуб и предвремено се раздолживме деломно кон Светската банка и деломно кон други банки, меѓународни банки, така што направивме еден исклучително важен чекор кој што и текако ни помогна во времето кога дојде кризата. 2008 во октомври, како со нож беше пресечен развојот, владата на брзина мораше да направи комплетно редизајнирање на економските политики, од развојни во антикризни.
И наместо да се бориме за раст од над 6%, ние бевме во ситуација да смислиме методи и мерки како да ја ублажиме кризата, да таа што со помали тешкоти и помине во Република Македонија. Така што, како што знаете, преземавме 3 пакети антикризни мерки, со обзир дека кризата се уште трае, иако со малку намалено темпо. Ние ќе преземеме уште еден наскоро, до крајот на оваа недела, и ќе го објавиме некаде во текот на следната недела, но, како што кажав, преземавме 3 пакети на антикризни мерки, но и редица на други мерки во текот на годината, кои што не беа групирани во некои од пакетите, но помогна колку толку да се ублажи кризата. Владата воведе 0% данок на добивка за сите компании кои што нема да ја распределат добивката во дивиденда. Значи 10% во иднина плаќаат само оние кои што на крајот профитот ќе го поделат на акционерите во дивиденда. Сите оние кои што нема да го поделат од сега, односно од 2010, односно од 2009, се извинувам, во иднина, пошто тоа беше антикризна мерка, но ќе ја задржиме и за понатаму, и кога ќе помине кризата, имаат во Македонија данок на профит, данок на добивка 0%. Исто така ги намалихме царините стапките на царините за увоз на стоки, особено на репроматеријали за производство. Воведовме редица други мерки. Например, за земјоделците воведовме најниски даноци, за 80% ги намалихме даноците, онака како што бараа нивните здруженија. Ние со овие 3 пакети ја ублаживме до тој степен да таа ја почувствуваа граѓаните на Македонија доста многу, но истовремено, кога ќе се споредиме со земјите во Европска Унија и воопшто во Европа како континент, ние 2009 година завршивме со пад на економијата од само 0,6 до 0,8%. Конечниот резултат дали 0,6 или 0,8 ќе биде во април, затоа сега го кажувам со мала разлика. Што ќе ве потсетам е трет најдобар резултат од било која друга држава во Европа во 2009 година. Во една таква ситуација, кога Германија, да речем, имаше буџетски дефицит, веројатно околу -5 или како беше? Околу -5, да. Кога Англија имаше еден таков -4, -5 буџетски дефицит, некој имаа -7, -8. Во една таква ситуација, Република Македонија имаше 2009 година буџетски дефицит од -2,77. Втор најнизок буџетски дефицит во Европа. Имаше работи кои што навистина успеавме да се избориме да не се случат, а се случија во голем број на држави. Значи, не зголемивме даноци, како што многу држави го направија тоа. Не намалихме плати и пензии, како што многу држави го направија тоа. Република Македонија не дозволи да има девалвација на денарот. Девалвација на денарот е класично осиромашување на граѓаните. Нема подобар начин за осиромашување, подиректен и побрз од девалвација. Денеска Република Македонија има ниво на девизни резерви повисоко отколку пред почетокот на кризата во октомври 2008. Една од основните работи што во овој период силно се задржавме беше делот на земјоделието, каде што дадовме едно цврсто ветување во 2008 година дека ќе дадеме силна подршка, затоа што тоа е еден од главните сектори каде што има големо вработување, каде што има субституција на увоз и каде што има раст на извоз. И е грнка од која што живеат многу граѓани во Република Македонија. Нивните семејства се самовработуваат и така натаму. Така што ќе ве потсетам, бидејќи гледам во последниве денови некои наши против конкуренти во политиката почнаа да одат меѓу земјоделците, ќе ве потсетам дека во 2006 година во земјоделието беа одвоени се на се, како подршка, како субвенција, 5,5 милиони евра. Толку беа во буџетот одвоени да се помогне за сите, и за тутунари, и за жито, и за раноградинарски, и за буквално за се.